Почитувани гледачи, добар ден, ново издание на емисијата За или против. Јас сум Срđan Ивановиќ. Измените во изборниот законник доминираат со македонската политичка сцена, но сепак вест на денот е оно што се случи денеска на граничниот премин Ќафасан, кога 20 пратеници од македонскиот парламент не им беше дозволено да ја преминат државната граница и да влезат во Република Албанија. Тука со нас е пратеникот во македонскиот парламент Миле Левков. Добар ден. Добар ден, благодарам на поканата. Еве, на почеток да побараме одговори за оваа тема од вас. Значи, да дадам еден вовет. Тука се работи за координаторот на пратеничката група на Вреди Беким Ќоку, пратеникот Аднан Азизи, тоа се ваши колеги во Македонското собрание и дел од владеачката коалиција, како и заменик генералниот секретар на владата Хасим Муртезани, на кои што не е било дозволено да влезат во Албанија. Од албанска страна стигна информација пред малку дека не биле спорни тројцата, патем сите тројци имале дипломатски пасоши на Министерството за надворешни работи, туку четвртата лично што дела со нив не е било дозволено да влезе во Албанија и тука сега се шпекулира со некаква црна листа на македонски граѓани, веројатно сите од албанска националност, кои ги има наводно 70 на број и на кои не им е дозволено да влезат во Албанија, а образложението за тоа, па ќе кажам, се во доменот на шпекулацијата, бидејќи тие личности активно земале учество во подготовка и извршување на оние масовни протести кои што ги има во последниот период во Тирана и во другите поголеми градови во Албанија, во така наречена фламинго револуција која што се случува, а нели тригер за тоа е приватизацијата на единствениот албански остров од страна на зетот на Доналд Трамп Кушнер. Што тоа ни се случува на сега? Бидејќи се тоа рековме дека се базира на шпекулации, треба да бидеме внимателни кога ги коментираме. Без разлика на сето ова, пратениците и представникот на владата, особено пратениците, се носители на еден уставен мандат, би рекол, затоа што пратеник е уставна категорија. По сила на закон се носители на дипломатски патни исправи. Така да важно е заштитата, би рекол, и на нивниот углед и на нивниот авторитет. Меѓутоа важна е и добрата меѓународна соработка. Со нашиот западен сосед имаме добрососедски односи. Не би требало да дозволиме да се случуваат вакви работи, меѓутоа повикувам, ако постои таква црна листа, таа исто и нашата јавност треба да биде добро запознаена зошто тие се ставени на црна листа. Сепак непријатно е, верувам, и за граѓаните и од едната и од другата страна да слушаат вакви вести кога се оспорува влез или кога некој непотребно долго чека за влез или непотребно долго чека за гранични проверки. Знаете дека тие проблеми ги имавме со ново воведениот ЕС систем. Не треба дополнително да се проблематизираат вакви прашања, меѓутоа добро е да се дадат одговори, затоа што навистина не треба да оставиме едни вакви, би рекол, немили вести за граѓаните и од едната и од другата страна да внесуваат сомнеж во добрососедските односи. Да, имам уште едно полупрашање. Не така одамна и ние имавме тука револуција во Македонија, односно секојдневни протести, и тогаш имаше луѓе од други земји кои што доаѓаа, без разлика дали јас сум ги поддржувал или не тие протести кои што беа во Скопје и во другите градови, сепак секогаш ми сметало кога лица кои се странски државјани доаѓаат тука да протестираат за мојата мака. Мислам дека не е во ред да се оди од Скопје да се протестира во Тирана. Па тоа сето спаѓа во оној домен на, не знам како да го наречам, политички инженеринг, кога волјата на граѓаните наместо да биде оригинерно изразена од луѓето кои што изразуваат некој вид на незадоволство, би рекол, од власта, на Балканот, па и во светот, сме научени на таков вид на политички инженеринг, кога најразлични кујни од соседството, најразлични интересни групи знаат да се вмешаат, да ги обојат одредени протести или да ги користат за други цели од оние кои што се декларирани. Во таа насока може би многу важно е државата навреме да ги ја информира
јавноста кој и зошто ќе биде ставен на црната листа. Ќе ве потсетам дека ние тоа како држава го направивме кога имавме немили изјави од нашиот источен сосед кои што се однесуваа на одредени прослави и свечености кои што се одвиваа во нашата држава. Ние барем бевме транспарентни, навреме ја одбележување на смртот Гоце Делчев, ако не се лажам. Да, навреме ја известивме и јавноста, ја известивме државата поради кои причини и зошто се забранува влез. Апсолутно не поддржувам политички инженеринг кога станува збор за протести, не поддржувам искривување и политичко користење на протестите или на незадоволството и сокривање на политички агенди под најразлични агенди, без разлика дали се тоа зелени, еко агенди или било какви други граѓански иницијативи. Меѓутоа, важно е и мислам дека ние како држава тоа го направивме, да бидеме транспарентни кога тоа го правиме. Ако имаме критика кон односот на било кој поединец, и во нашиот случај мислам дека беше државен представник, меѓутоа ние тоа јавно го објавивме и МНР ги објасни причините поради кои му беше забранет влезот. И мислам дека тоа ги намалува, односно ги елиминира, би рекол, ваквите ситуации на недоверба. Затоа што кога навремено ќе известите кој сте, зошто и како сте постапиле, вие сте доследни, принципиелни и стоите на вашата одлука. Ние тоа го направивме, затоа повикувам што побрзо да се расветли на овој начин. Значи да го обелоданат тој список, да се знае за кои граѓани се, па да... Да, и да ги знаеме причини. Да ни кажат зошто, да, причините. Апсолутно. Да. Добро, тоа веројатно овој случај во наредните денови ќе се развива и ќе се разголи, ќе дознаеме нешто повеќе за ова, но мора да кажам дека ми изненадување, дека има некакво заладување на односите на Скопје и Тирана, иако на прв поглед се изгледа како бенигно, но очигледно не е така. Да. Ајде да со изборниот законник до 15 јулие, тоа е значи сега, за следната недела, треба да се дедлајнот за носење на промените во изборниот законник, и тоа е нели она 10-та реформа, 10-ти реформски закон од оној бенчмарк на Европската унија, нели, со што беше условена помошта на унијата кон Македонија со носење на 10 реформски закони. 9 се донесени или веќе се во постапка, ако не се лажам, и нема да има никаков проблем за носење, но овој што изборниот законник, каде што се бара консензусот. Сите пратеници така оваа година. Запна. Да, оваа година 2026 и пролета и летото е во знакот на реформската агенда и се она што го има направено Македонија на патот кон усогласување на своето законодавство со законодавството на Европската унија. Видовме и не само по наши изјави, туку по изјавите и на Марта Костна, еврокомесарот за проширување, дека 9 од 10 точки се остварени. Македонија е прогласена за форранер, односно можеби најуспешна држава во спроведување на реформската агенда, и тоа е признаено со средствата кои што ги добива од Европската унија за спроведување на оваа реформска агенда. Ние рековме дека реформската агенда не се спроведува само заради средствата кои што се добиваат од Европската унија, туку за усогласување со европското законодавство и подигање на стандардите кога станува збор за управување со јавни финансии, кога станува збор за отчетност при работа на државно поседувани фирми, јавни претпријатија, реформи во судството и сите оние аспекти нели кои што се од реформската агенда. Како што рековте, 10-тиот чекор е токму изборниот законник. Она што е важно за изборниот законник е дека истиот треба да биде донесен со консензус, односно нешто околу кое треба да се сложат сите политички партии, сите политички субјекти, затоа што тоа е начинот за донесување на еден изборен законник. Ќе ве потсетам дека изборниот законник исто така се усогласува со препораките на ОПСИ и ОДИХР кои што се однесуваат на претходните избори. Ќе ја потсетам и јавноста дека се разговараше за нив и од страна на нас, би рекол, како власт, како владеачко мнозинство, па и како влада се превземени и се, да кажем, исполнети сите услови за еден конструктивен диалог, работна група, лидерска средба, преговори кога станува збор за изборниот законник, целосно прифаќање на вие сте ли дека се договоривте вие на тие средби?
дека имало договор. Јавноста знае, постоја договори и потоа се случува ретерирање. Ќе ве потсетам дека ова се едни од измени на изборниот законник кои што се прават навремено. Секогаш во Македонија се сеќавате дека измени на изборниот законник се правеа практично во последна минута за да се имплементираат одредени препораки од опција од ОДИХР. Сега да кажеме на половина од мандатот на ВМРО, ДПМН и коалицијата. Навремено започнаа и разговорите и работните групи, меѓутоа гледаме од опозицијата и од СДСМ и од Левица, особено од овие две партии од СДСМ и од Левица, но и од ДУИ гледаме менување на нивните ставови и обид за блокирање. ДУИ токму вас ве обвинија дека вие сте одстапиле од првобитниот план. Оние знаеле дека ќе биде електронско гласање, дека диаспората ќе гласа електронски, а потоа ВМРО ДПМН одстапил и рекол добра, може и по пошта. Видете, во тие преговори. Изборниот законник предвидува неколку измени. Измените, вие како новинар сте добро запознаени, се базираат на оние препораки од ОПСИ и ОДИХР кои што се однесуваат на мониторингот, нели, на рекламирањето на изборниот процес, на известувањето, одговорност и транспарентност при известувањето, дел го засега, нели, финансирањето. Дел се однесува и таму ние ги поставивме нашите црвени линии кога станува збор за гласање на диаспората, ќе повторам 2029 година за председателски избори. Тоа само за председателски е предлог? Само за председателски избори. Да не се гласа за локални и за парламентарни? Апсолутно. Предлогот кој што е стигнат во собрание, за кој што се договоривме, е гласање на диаспората за председателски избори 2029 година и некој ќе каже да, оние кои што се во диаспората можат да бидат вклучени во изборниот список, меѓутоа ние овде зборуваме за ефективно гласање, односно достапност на процесот на гласање без да морате да се возите 10, 20, 24 часа. Постојате один појаснеме на гледачите, посебно особено тоа е проблем во Австралија и во Канада, каде што со децении се гласа по пошта во оние оддалечени места, нели, бидејќи тоа се големи континенти, тоа се големи пространства. Таму луѓето се навикнати да гласаат по пошта, веројатно и по електронски пат веќе тоа се прави. И затоа на тие наши селеници да им се овозможи да гласаат на тој начин. Тоа е тоа е еден од начините вашата диаспора да ја поврзите со матичната држава, да ја поврзите со Македонија. Дополнително веќе потсетам станува збор за председателски избори. Председателот според нашиот устав е лик кој што ја представува државата наднатрешно и на надворешен план. Така да, вие како диаспора која што потекнува од Македонија, секако дека имате право на глас и ние како држава и како законодавна и како извршна власт треба да направиме се за вашиот пристап да биде олеснет, затоа што не е фер да велите дека имате пристап кон гласање, а некој да ве тера да патувате 7-8 илјади километри за да можете да го оставите вашето право на глас. Дополнително ќе кажам дека станува збор за 21 век. Предложивме електронско гласање, за кое што се најде одредени забелешки. Еве, постои концепти за гласање по пошта. Ќе ви кажам дека од 27 земји членки во Европската унија, околу 20 или 21 го имаат истиот систем на гласање. Значи, не станува збор за нешто кое што е непроверено, кое што не функционира во светот, апсолутно значи фаќање приклучок кон она кое што го работат современите демократи. Секој од овие опозициони партии кои што ги споменавме, ДУИ, СДСМ и Левица, почнувајќи и тргнувајќи од своји собствени стравови, играјќи за една мала нивна публика, се обидува да ја спинува темата околу изборниот законник и практично да наоѓа безброј различни начини како да го саботира овој процес. Вака сега, вашиот став е во собранието, овие денови идев таму интензивно, па можев да забележам, дека опозицијата работи синхронизирано, а во друга страна им велите, ај вие договорете се меѓу себе, пошто ставови се различни. Ако не се лажам, Левица бара една изборна единица, ДУИ сака електронско гласање, а СДСМ не успеав да разберам точно што сака, но тие едноставно, да, не сакаат на диаспората да се промени гласањето, да ќе остане како и до сега. И сега, тоа се вака доста различни ставови меѓу тие три партии и навистина очекувате тие сега во наредни неколку дена да се сретнат и да договорат да некој заеднички став околу целава работа? Да не кажам дека они не се у некои добри односи. Вака. Големината и ширината и на извршната и на законодавната власт оди до таму,
што им е оставен бланко простор да ги договорат забелешките меѓусебно, затоа што преминуваат во еден процес на, би рекол, погрешно информирање на јавноста, без разлика дали станува збор за финансирање. Само за пример. Левица има неколку серија на јавни настапи во кои што наоѓа замерки на членот 75 кој што се однесува на финансирањето и во ред. Тоа го прифативме една од забелешките на ОПСЕ. Меѓутоа, сакам и вие јавноста да знаете, тој фамозен член потекнува од 2018 година. 2020 на изборите тие користат средства за државно финансирано рекламирање врз основ на истиот тој член и на изборниот законник, стануваат пратеници и Димитар Абасиев и Борислав Крмов и како пратеници не предлагаат измени на истиот член. 2021 доаѓаат локални избори на кои што левица настапува повторно со истиот изборен законник, посем тоа и двајцата се пратеници, не стигнуваат предлози за измена на тоа. По истиот тој изборен законник за кој што сега велат нели дека бил нефер скроен, пак ќе повторам, се прифаќа и се исправаат тие грешки, се настапува на изборите 2024 година на кои што добиваат 6 мандати. Ако ги погледнете бројките, иако во јавноста шират вести дека не користеле средства, имат еден аскетски настап, ќе видите дека поделено по мандат тие потрошиле точно 31% повеќе средства за државно финансирано рекламирање по мандат. Но тоа не се однесува на локалните избори. Тоа се однесува на изборите 2024. И повторно молк, 824. Ова настанува посем локалните избори 2025 и еве се прифатија одредени измени. Добро, факт е дека тој закон беше вака. Апсолутно се согласувам. Влегоа забелешките на ОПСЕ ОДИХР, имаше дел кој што се однесува и на тој дел, влегуваат и тие во самиот закон, меѓутоа без разлика. Еве сега има промените во законот. Да, еве сега има отворена понуда. Без разлика кое решение сметаат тие дека е корисно. Дали е повеќе пари, дали е помалку пари, дали е откажување, нека седнат, нека го усогласат со оние со кои што седат секојдневно и како опозиција наоѓаат начини да го минираат процесот, нека седнат, нека се договорат. Меѓутоа, нашите црвени линии, рековме, уважување на гласовите на диаспората. Никош не слушнав истото тоа ќе им биде прифатено. Ова е за една изборна единица. Тоа е популарна идеја, не е таа оригинално на левица идеја или на... Ние рековме без разлика и самата понуда за една изборна единица ја оставивме. Ако триото кое што работи на саботирање на изборниот процес, затоа што рековме дека на нас најважно ни е патот и напредокот на Македонија и на економско поле, и на поле на институционална функционалност, и на усогласување со Европската Унија, во тој пат ни е важен и како влада и како мнозинство да имаме еден, би рекол, сеопфатен процес на донесување на изборен законник со консензус, една изборна единица, моделот на финансирање и сите проблематични прашања нека ги усогласат, без при тоа да се нарушува правото на глас на диаспората, онака како што е предложено. Само диаспората е бит. Да, за претседателски избори 29-та, претседателот Христијан Мицковски, премиерот, излезе со понуда и кажа дека истото ќе им биде прифатено. Тоа е една несебична понуда која што не знам на кој начин ќе најдат посеб неа методи, начини и реторика за да го нападнат процесот на донесување на изборен закон. Да само има една пресконференција кај што велат вие се подготвувате да ги манипулирате 200.000 гласови на опозицијата за тие претседателски избори. Тоа е едно апсолутно неточно. Ќе ве потсетам дека најпрвин излегоа со еден спин кој ќе бил следен кандидат кој што истиот ден им беше демантиран. Тие наоѓаат различен вординг секој ден, плашејки се од гласовите од диаспората, меѓутоа погледнете ја сликата во државата и на централно ниво, и бројот на мандати во собрание, погледнете ја сликата во општините, во локалната самоуправа, ќе видите дека на ВМРО ДПМН и на коалицијата не им е потребен тој, би рекол, базен на гласови за да победува. Ние ќе ги победиме и на еден и на друг начин. Она што го предлага изборниот законник е луѓето кои што се во диаспората да добијат еднакво право на глас кога станува збор за избор на првиот човек, реков, кој што ја представува државата и внатре и надвор
од државата, затоа што тоа е еден од начините вие да градите, би рекол, добар меѓународен углед, затоа што имате дипломатија која што ја води извршната власт, имате парламентарна демократија која што се води преку собранието, преку пратениците и телата во кои што се вклучени, во кој што е вклучено собранието, меѓутоа имате една дипломатија практично скриена која што ја обавуваат сите оние наши кои што се иселеници во странство. И сметам дека не е фер во 2026 кога правиме измени на изборен законник, кога тоа право во Европа го имаат практично еден куп земји од Европската унија, ние да се прикажуваме како земја која што нема доверба во сопствената диаспора. Критиката на СДСМ, ако добро ја анализирате, не е критика кон ВМРО-ДПМН и коалицијата, туку е критика насочена кон диаспората и сметам дека тоа е пристап кој што побрзо треба да го напуштат. И уште едно прашање околу ова, па потоа ќе одиме и со реклами. Зијадин Села, неговата партија сега се вика Албанска лига, ако не се лажам, значи тој промени неколку партии, коалиции и така натака, ова е последното. Тој имаше едно интересно обраќање во собранието. Прво кажа зашто нас никој не спомнува дека сме ние дел од опозицијата која треба да се праша, нели, за изборниот законник, и навистина никој не ги спомнува. А втора работа рече едно многу интересно гледиште на целата работа, тоа е дека Христијан Мицковски и ВМРО-ДПМН сакаат да ја минимизираат улогата на албанскиот фактор во изборот на претседател на државата. Зашто е ова битно, бидејќи тоа се единствените избори на кои треба сензус. И неретко во минатото се случувале нели оние меѓупартиски натиго дај ми го договори, нели, за излезност, за гласање и така натака, контингенти на гласови кои што оделе од една до друга страна, и дека на овој начин со овие, не знам таа бројка од 200.000 дали е точна, ја зимам како, нели, може би точна, дека со тие 200.000 гласови кои што би дошле по електронски или по поштенски пат од диаспората, дека сензусот за претседател на Македонија ќе биде обезбеден на тој начин, нормално плюс гласовите тука од Македонија, и дека на тоа албанските гласови ќе останат по страна на некој начин. Што мислите за ова? Тоа е едно, би рекол, дел од она што го нарековме кој го споменав, дел од она искривување на тези кога станува збор за одредени политички теми, кои што го гледавме во минатото и го гледаме во последните 2 години од кога изгубија власта СДСМ и ДУИ, започна со таа реторика уште при избор на владата, кога пресметуваа кој мандат од чии гласови бил добиен. Ако погледнете во Македонија, гласањето е тајно и вие не можете да правите поделба на мандати. Да, можете да правите поделба на политички партии, можете да правите поделба на етничка припадност на оние кои што го добиле мандатот, така и функционира собранието и гласањето по Бадентер, меѓутоа не можете да правите поделба по тоа чии гласови завршиле на чие конто. Мислам дека тоа е обид за спинување и искривување на тези и задржување на одреден базен на гласови кои што се базираат на, би рекол, етнички презнак, без при тоа да се зборува за програми, за идеи, за решение на проблеми. Такви политичари, како оние кои што го споменувате, кои секогаш и во секој настап имаат етнички презнак, без при тоа да дават решенија на ниту еден проблем, секогаш ќе најдат начин да проблематизираат одредено решение од аспект на етничка... Да, и се сите имаше етнички пристап во таа ситуација. Да, апсолутно. Без разлика дали станува збор за контролата на брзина, за безбедност при движење, за издавање на одредени дозволи, одобренија, секогаш ќе остават етничкиот презнак. Суштината е дека време е да почнат да се градат одговорни политики кон граѓаните и гледаме не само кај нас, и во светот. Да, секогаш правото на етничко изразување е лично и персонално право, меѓутоа тоа не значи дека вие добивате гласови само од
вашиот етникум. Време е да настапуваме во интересот и за интересот на граѓаните. Таквиот начин на пребројување на гласови и правење инженеринг се користи само за спинување и за купување, би рекол, на она време, трошење практично на мандатот кој што сте го добили од граѓаните, затоа што тој е пратеник, наместо да работи на решенија, поддршка и имплементирање на реформската агенда, да допринесе на процесот, еве, и за усвојување на изборниот закон со консензус, гледате, секогаш се наоѓаат начини да се спенуваат и да се шири некаков страв дека нечи глас ќе биде запоставен. Верувајте ми, такво нешто не постои, не затоа што тоа го гарантира ВМРО, ДПМН и коалицијата, туку затоа што демократијата почива на принципи кои што не го дозволуваат да се случи она кој што го споменува господинот Села. Така да станува збор за искривување на факти, за наметнување на етникумот пред интересите на државата или замена на програмите, плановите и она со кое што треба да настапат кандидатите само со етнички презнак. Уште едно кусо прашање кое што не ми текна претходно, но сега мислам дека е доволно битно. Со една изборна единица вие би имале, ако не се лажам, еден пратеник помалку во на пребројување. Дали би така лесно би се откажале вие од еден пратеник? Многу е важно изборниот модел да ја отсликува волјата на граѓаните. Ако ја погледнете структурата на собранието, бројот на мандати кои што го поседува ВМРО, ДПМН и коалицијата, вие ќе видите дека само во изминатата недела бројот на поддршка на пратеници се зголеми за еден. Добро, тоа не е реткост, има така си. Сакам да ви кажам, проаѓаат луѓето. Сакам да ви кажам, ако имате добра комуникација со граѓаните, ако сте базирани на проекти, ако работите во интерес на граѓаните, математиката која што се прави на тој начин со пребројување е неважна затоа што добивате слика каде што вие ќе ја пресликате волјата на граѓаните во собранието, а сметаме дека тоа е најважно. Значи, неточни се тезите дека големите политички партии, особено ВМРО, ДПМН, се плашат од една изборна единица. Секој изборен модел во кој што е отсликана волјата на граѓаните е прифатлив. Зошто? Затоа што за една политичка партија, а особено за коалицијата ВМРО, коалицијата која што ја предводи ВМРО, ДПМН, најважен е односот со граѓаните и поддршката која што ја добиваат од граѓаните. Оние остатоци од гласови кои што се појавуваат кај малите политички партии, разликата во гласови кои што можете да ја видите помеѓу различните изборни единици, некаде се потребен поголем број на гласови за да добиете мандат, некаде е потребен помал број на гласови за да добиете мандат, влегуваат во аномалии на демократијата и да, со една изборна единица тие аномалии ќе бидат, би рекол, исправени или коригирани. Од тој аспект, кога ќе погледнете, ќе видите дека една изборна единица воопшто не е нешто кое што не им оди во корист на ВМРО, ДПМН и коалицијата. Од друга страна, не е исто така и модел кој што треба да го проблематизираме и треба заради него да го блокираме изборниот законник. Ако опозицијата, СДСМ, ДУИ и Левица смета дека е важна една изборна единица, ние рековме дека истата ќе ја прифатим. Не сметаат сите, они немаат заеднички став тие партии. Па излегува, се сеќавате кога беше лидерската средба, дадоа изјави дека истата е прифатлива, еве сега наоѓаат секоја од нив различни причини зошто да го блокира изборниот законник. На крајот на денот можеби на нив и сметаат ваквите измени, меѓутоа секој појдувајќи од различен страв, различно информира јавноста, различно информира и брифира околу изборниот законник. Факт е дека нас не е потребен и е дел од реформската агенда и пак ќе се навратам на понудата која што имаат. Одиме ние со кратка пауза за реклами, а потоа се враќаме со една друга тема.
Повторно назад во студиото на Алфа ТВ, за или против, вечерашен гостин е пратеникот од редовите на ВМРО ДПМН Миле Левков. Левков, завршивме со промените во изборниот законник, не било лошо нели да се осврнеме на она што вчера се случуваше во Скопје, тоа беше посетата на Марта Кос, еврокомесарката, која што, очекувано, но не баш најдобро прифатено, ги повтори оние ставови што постојано ги повторува и тај низините колешки и колеги од Европската комисија, тоа дека мораме ние да ги извршиме преземените обврски на патот кон придвижувањето кон Европската унија, тоа е дека нели оние фамозни бугави во устав мора да се изгласат. Какво расположение во парламентот? Ќе ги изгласате ли? Факт е дека на вчерашната посета таа ги повтори нели тие ставови, меѓутоа факт е дека и ние ги повторивме нашите ставови, дека Македонија како држава која што рековме форранер во реформската агенда испорачува најмногу реформи, има дадено најмногу жртва на патот кон Европа, има можеби добиено најмногу ветувања дека тоа е точно, дека посем секоја жртва е завршена приказната и дека станува земја членка, би рекол, на Европската унија, посем секоја жртва ние мислам пред да ја направиме измената секогаш добивавме ветувања и мислам дека тие се свесни за тоа, иако да, свесни нема многу сме, солзи од Брисел. Да, нема, се разбира, станува збор за принципиелен однос. Кога станува збор за меѓународните односи, не се прават разлика од замена на една до друга влада. Секоја држава мора да има одреден континуитет. Кога настапувате надвор, не настапувате како позиција или како опозиција, настапувате како представник на вашата држава и обратно, од друга страна. Затоа тие сметаат дека она кој што некој го ветил, а во тоа време го ветувал без да обезбеди двотретинско мнозинство, без да обезбеди национален консензус околу прашањето, без да обезбеди подршка, лекомислено и лековерно го ветил. Затоа ние сега повторно таа ги повторува тие тези, меѓутоа ние ги повторуваме нашите тези дека потребни се гаранции за Македонија да направи уште една жртва. Да, таа вели нема гаранции, не постојат гаранции. Сега, например, ја ми текнува дека кога го променив името, исто така никој не даде гаранции, пошто условот беше влез во НАТО, но тука постојано во позадина бе и евроинтеграциите, нели, во целата работа. Сега земја што сменила име и која за тој евроатлански пат, нели, се беше ради тоа, нели, мотивот не беше друго, туку беше, нели, членство во НАТО и во Европската унија. Така беше и прашањето, така беше наметнато и кон јавност, меѓутоа ќе потсетам една работа. Кога доаѓаа високи представници од Европа во тоа време во Македонија, сите дава подршка апсолутна, сите и дава Меркел и Макрон. Не само подршка, туку ветување дека ова е последната пречка, посем која Македонија експлицитни ветувања. Ќе си го заземе своето место во Европската унија, имавме такви ветувања, меѓутоа тогаш никој не го ни споменуваше зборот гаранции. Не постоеше една слепо верување дека жртвата ако се направи, ќе станеме земја членка на Европската унија. Тие едноставно нема да има. Ако се сеќавате, се лепеа билборди на кои што на луѓето им се ветуваше поевтино, поефикасно здравство ако се промени името. Односно имавме една власт која што ги убеди, односно се обидуваше да ги убеди, нема никош да го прифатам фактот дека ги убеди, меѓутоа се извинувам, меѓутоа се обидуваше да ги убеди дека нашето вековно име е пречка за ние да имаме здравство, да имаме судство, да имаме образование и да имаме инфраструктура каква што заслужуваме и на тој пат не водеше слепо и без гаранции. А ако погледнете која е целта на политичарите и која е целта на оние кои што ја водат државата, а тоа е целта да можат да предвидат ако постои одредена опасност на патот на кој што ве водат. Исто како ако тргнете на една планинарска тура, вие очекувате од оној кој што е ваш водич да ве води на начин на кој што вие можете да стигнете до целта. И ние ова го кажавме безброј пати дека ваквиот начин на постапување, односно безусловна промена на македонскиот уште една промена на уставот заради влез во Европската унија ќе не однесе во ќорсокак.
И затоа важно е ова да го знаеме навреме и да бараме гаранции, а јас сум сигурен дека Европската Унија има начини и механизми да обезбеди одредени, би рекол, гаранции за нашиот влез во посем уште една жртва, иако самиот комесар ви вели дека нема Значи сепак Марта Костеева право, сепак може да дадат гаранција. Па ако може да биде да несемо право оние кои што ни ветуваат дека посем промената на името ќе бидеме дел од Европската Унија, зошто? Тоаш ми текнува. Зошто да не веруваме? Само што го сменив името и вето за отпочнување на преговори ни удри Франција, зашто сме биле заедно со Албанија, а Албанија беше предмет на ветото, не Македонија, но не можеа да не одела таму, зашто Макрон даде изјава: не знаете таму како и Македонија, граѓанска војна ќе избие ако се оделат Македонија и Албанија од патот кон неу. Тоа се случи само што го сменив името некој месец подосна. Еве сега Албанија се одели од Македонија без никаков проблем, немаше никаква граѓанска војна во Македонија, Албанија нели отпочна некои преговори, ние сме уште со бугари во устав. Ние сме заглавени со едно, би рекол, прашање кое што е строго билатерално прашање и сметам дека на сите останати земји и членки во Европската Унија им е јасно дека неодговорното постапување на нашата дипломатија и разврската на политичката ситуација во Бугарија допринесе до тоа да се, би рекол, да се направи тој билатерален проблем, односно нашиот проблем со соседна Бугарија, да стане наш проблем со Европската Унија. И сега тоа гледате, кога ќе дојде комесарот за европроширување, го наметнува како наш проблем со Европската Унија. Меѓутоа, ако веќе од нас се бара одредена оставка, легитимно е и ние да бараме одредени гаранции на начин на кој што било креирано, би рекол, ова решение во кој од Македонија се бара уставни измени, на истиот начин може да се искреира и давање на гаранции, односно откажување од правото на вето на Бугарија во понатамошниот процес на преговарање. Не е фер од една држава да барате промена на највисокиот правен акт во државата, а од друга страна да тврдите дека заедница како што е Европската Унија не може да побара од една земја членка откажување од правото на вето, без разлика на формалниот пат како ќе биде изведен тоа, дали со амандмани, дали со заклучоци, не навлегувам, постојат најразлични механизми. Меѓутоа, очекувана е онаа порака, меѓутоа очекувана е и нашата реакција, затоа што ние на крајот на денот мораме да ја заштитиме иднината на нашите граѓани и не смееме уште еднаш да ги внесеме во ќорсокак со уште едно, би рекол, национално понижување, кој што ќе го направиме без барање на гаранции, ќе го направиме народски кажано бадија. Добро, мислам. Може да кажам ја дека се служувам со ова. Помина 2 години како сте на власт, минатата недела многу прашина дигна едно истражување на јавното мислење, мислам дека агенцијата се викаше Market Vision и таму беше обелоденети беа нели расположението на македонските граѓани и ВМРО ДПМН убедливо води во јавниот живот, во политичкиот живот, значи како вие гледате на тоа? Горди сте, срекни сте, успешни, се чувствувате успешен? Чувството за одговорност никогаш не смее да го напушти ниту еден кој што се занимава со политика, особено не кога сте на власт и кога сте дел од, би рекол, владеачко мнозинство, особено не во ситуација како што сме ние, затоа што и наследивме државата во ситуација како што ја наследивме, и тоа добро знае целата јавност, руинирана економија, огромен јавен долг, руинирано судство, здравство и сите аспекти. Тргнувајќи од таму успеавме да го консолидираме јавниот долг. Гледате сега во собрание најактуелно заседава Комисијата за финансирање и буџет, практично ребалансот се наоѓа во собрание. И ако ги погледнете изминатите 7 години од владење на СДСМ и ДУИ, ќе видите една матрица, а тоа е дека при донесувањето на државниот буџет кој што се донесува на крајот на изминатата година, нели за следната, секогаш се планираше одреден број
би рекол, на така наречени капитални расходи или капитални инвестиции, одредена сума за која ќе дојдеше ребалансот, тие капитални инвестиции да завршуваа практично како расходи или како трошоци и ништо не се случуваше од капитални инвестиции. Сега во собранието имаме ребаланс кој што можеби за прв пат не ги намалува капиталните инвестиции, туку дополнително ги зголемува капиталните инвестиции, без разлика дали станува збор за трансфер кон општините, дали станува збор за програмите за изградба на патишта или дали станува збор за трансфер кон ставката здравство, каде што исто така има зголемување и за реконструкција и доградба на домови и така натаму. Сметам дека тој однос, тој пристап кон капиталните инвестиции, тој пристап кон општините, затоа што без разлика дали представници на општините ви се од една или од друга власт, не се прави, би рекол, селекција позитивна или негативна зависно од политичката провиненција. Секоја општина која што има одредени проекти, државата, извршната власт и собранието финансираат проекти онака како што ќе ги побара општината. Сметам дека тој пристап за овозможување на капитални инвестиции во општините, како и процесите за изградба на патишта, во моментот се градат 6 автопатски делници, започнува би рекол работа на поврзувањето и на тие автопатишта кои со години беа заглавени и се надеваме дека ќе финишираат за кратко време. Гледаме дека инфлацијата, кога ќе ги погледнете параметрите, гледаме дека инфлацијата во јуни според извештаите е 3,4%, а ќе ве потсетам дека во јуни 2022 таа изнесуваше 14,5%, значи 4 до 5 пати. Тоа беше една гасна криза. Намалување на инфлацијата. Да, вие ќе кажете гасна криза, сега светот го зафати најголемата криза енергетски, и тоа потврдена поради кризата и поради војната, нели, во Ирак и блокирањето на Ормудската теснина. Меѓутоа, владата направи многу чекори, според ММФ најголем број на чекори за неутрализирање на ценовниот шок од таа криза, и видовте дека имавме најевтини енергенси, тоа сега кога погледнете инфлацијата на храна и безалкохолни пијалоци 2,5%, имаме зголемена инфлација кај алкохолни и тутунски производи, меѓутоа 2022 може би беше 14,5, меѓутоа инфлацијата кога станува збор за храна и безалкохолни пијалоци беше двојно поголема од тоа. И сметам дека кумулативниот, вие ме прашавте за анкетата, јас продолжив за економија, меѓутоа кумулативниот резултат од овој однос кон општините, кон капиталните проекти, кон кризата, пристапот кон кризата и пристапот кон овозможување на подобрување на стандардот, на крајот на денот е препознаен од граѓаните. Ова не значи дека некој ја гледа економијата со розови очила и дека ќе каже дека е се готово. Апсолутно. Имаме уште многу проблеми кои што треба да се решаваат и да се надминуваат. Меѓутоа, сметам дека граѓаните тој процес на оваа влада и парламентарно мнозинство за соочување со проблемите и во судството, и во здравството, и во економијата, и фаќање во, би рекол, во ефективна работа за наминување на проблемите. Ке потсетам закони за судски совет, закон за јавно обвинителство и сите закони кои што се поврзани со тафела, заедно со ефектите во економијата, сметам дека се препознаени, и тоа е резултат и се отсликува во анкетите. Не постои тајна формула за да добиете народна поддршка, само работа и посветеност на проекти. Во минатото сте имале огромна поддршка, па сте знаели да паднете во власт, па да дојдете до една многу неповолна ситуација. Дали овој пат е поинаку? Дали, пошто сме биле сведоци на разни ВМРО-вски влади кога знаело и да се забега малку со однесувањето. Сега не сте такви? Апсолутно. Секоја политичка партија, па и секоја држава и секоја генерација има одредени лекции кои што ќе ги научи во текот, нели, на животот, во текот на работењето. Секојаш, и тоа го повторуваме, време е да се напушти концептот на силни индивидуалци наспроти
силни институции, наместо да градиме силни поединци, кажете, ние нас потребно треба институција, не ние потребно да градиме, апсолутно како што рековме, да градиме силни институции. Ако имаме силни и стабилни институции, тогаш не постои опасноста било кој да забега, затоа што ќе се сложам со вас дека секоја власт расипува, апсолутната власт расипува апсолутно. Овде целосно ќе се согласам со вас, меѓутоа единствена заштита против тоа се реформите, затоа реков, реформите не ги правиме заради средствата кои што ќе ги добиеме од Европската унија, туку заради институционално зајакнување и давање на сила на институциите. Да помине она време, и сме зборувале овде во ова студио, се сеќавате, кога оние специјални јавни обвинителства и посебни тела кои што требаше да се справуваат, ги водеа личности кои што беа покривани и беа настапуваа во јавноста како поп и како рок звезди, наместо без разлика во кое време, ако се гради интегритетот на институцијата и системски се гради и се градат закони кои што ќе бидат поддршка на институцијата, верувајте ми, се намалува опасноста од она што го велиме секоја власт расипува. Затоа што ако власта и припаѓа на институцијата, тогаш значи дека и припаѓа на државата. Ние и како парламентарно мнозинство, и како извршна власт, се бориме за тој процес и таа одговорност, без разлика дали станува збор за јавно обвинителство, за судски совет и така натаму, да ги повикаме и да градиме одговорност на самите институции. Затоа и беа дискусиите кога стигнаа извештаите од судски совет, од совет на јавни обвинители, кога можеби некој не обвинуваше дека сакаме да правиме притисок на судството, меѓутоа ако вие 7 години доставувате извештаи до собрание, а сте представници на судски совет и совет на јавни обвинители кои што треба да се грижат за независноста на судството и на јавните обвинители, и во извештаите не содржат ниту една препорака како да се постапи, туку давате само статистички податоци, а притоа функционирате како тело. Овој пат, прв пат, наидоа на критика, конструктивна критика, и таа критика не заврши само таму, туку се зафативме со менување на законите, начинот на именување на лица, транспарентно, со очет пред собрание, со интервјуи и така натаму. На тој начин, пак ќе повторам, се гради силен интегритет на институциите, и тоа е единствената заштита за она вие што го рековте, да не дозволиме власта да расипе било која политичка структура или гарнитура која што е на власт. Миле Левков, јас би зборувал уште цел час, но толку ни е терминот, немаме можност да повеќе. Ви благодарам за ваше гостување, се надевам дека за кратко време повторно ќе видиме. Благодарам за добиеното време и можност. Почитувани гледачи, тоа беше се во ово издание на За или Против, а ви останете со Алфа ТВ.